таму каде што Господ шепоти. Во едно мало планинско село, сокриено меѓу борови шуми и тивки камени патеки, живееше стар монах по име Отец Павле. Манастирот каде што служеше беше стар и мирен, со бели ѕидови и мало дворче, полно со лаванда и рузмарин. Секое утро, уште пред изгрејсонце, се слушаше тивкото ѕвоно кое се мешаше со песната на птиците и шумолењето на ветерот. Отец Павле имаше навика секоја вечер да седи под една стара круша зад црквата. Таму, со мала маслена ламба покрај себе, читаше од псалмите и се молеше за луѓето, за оние што страдаа, за уморните патници, за децата што растеа и за сите што го бараа мирот. Една есенска вечер, додека небото беше обоено со меки златни и виолетови бои, до манастирот пристигна млад човек по име Андреј. Неговото лице беше уморно, а очите полни со грижи. Тој долго патувал, барајќи место каде што срцето ќе му се смири. Отец Павле го пречека со тивка насмевка. Добре дојде, чедо, рече нежно. Во манастирот секогаш има место за уморно срце. Му даде топол чај од планински билки и парче свеж леп со мед. Надвор почна лесно да паѓа дожд, а капките тивко удираа по камениот покрив. Таа вечер Андреј не зборуваше многу. Само седеше покрај огнот и гледаше како пламенот мирно трепери. Но во таа тишина имаше нешто утешително, како самиот Господ тивко да стои покрај него. Следните денови Андреј му помагаше на Отец Павле во градината. Заедно садеа зелка, полеваа маслинки и ги хранеа манастирските мачки. Полека, без да забележи, тежината во неговото срце почна да се топи. Едно утро, додека маглата се уште лежеше над ридовите, Андреј го праша отецот: Оче, како човек да најде мир кога светот е толку бучен? Отец Павле се насмевна и покажа кон малата црква, каде што гореше кандило пред иконата на Христос. Мирот, рече тивко, не доаѓа кога светот ќе замолчи. Мирот доаѓа кога срцето ќе научи да го слуша Бога и среде бучавата. Потоа двајцата влегоа во црквата. Мирисот на темјан се издигаше лесно во воздухот, а утринската светлина паѓаше низ старите прозорци како златна река. Отец Павле почна тивко да пее: Господи, помилуј. И Андреј почувствува нешто што одамна го немал: длабок, тивок мир. Од тој ден, мирот во душата на Андреј постојано растеше. Тој остана во манастирот уште извесно време, а потоа се врати во градот. Во миговите кога животот ќе му станеше тежок, тој се сеќаваше на звукот на дождот над манастирот, на светлината од кандилото и на зборовите на стариот монах. А во далечните планини, манастирското ѕвоно и понатаму нежно декнуваше низ утрата, повикувајќи ги сите уморни души кон тишина, молитва и надеж.
Поминаа неколку месеци откако Андреј замина од манастирот. Снегот веќе ги покриваше планинските врвови, а зимските ветрови тивко минуваа низ селските улици. Тој се врати во својот град, но нешто во него беше променето. Луѓето околу него се уште брзаа, се расправаа и се грижеа за многу работи. Но во неговото срце остана тивкиот мир што го пронајде во манастирот. Секоја вечер палеше мала свеќа пред иконата на Христос во својот дом. Понекогаш само седеше во тишина, слушајќи како пламенот нежно трепери. И секогаш кога ќе се помолеше, се сеќаваше на мирисот на темјан во манастирот и на длабокиот глас на отец Павле. Една ноќ, додека снегот тивко паѓаше над градот, на неговата врата затропа стар сосед. Човекот изгледаше многу осамен и изнемоштен, со уморно, тажно лице. Прости ми што доаѓам доцна, рече тивко. Само не сакав да видам сам вечерва. Андреј без двоумење го покани внатре. Му свари топло чај и стави уште едно дрво во огнот. Додека пламенот го осветлуваше малиот дом, двајцата долго разговараа. Стариот човек зборуваше за својата осаменост, за болеста, за стравовите и за постојаната тишина околу него, што му тежела особено во ноќите. Андреј слушаше внимателно и одеднаш ги разбра зборовите на отец Павле на еден подлабок начин. Понекогаш мирот што Бог ни го дава не е само за нас. Понекогаш е светлина што треба да ја поделиме со другите. Следните недели Андреј почна почесто да им помага на луѓето околу себе. Носеше леп на една вдовица што живееше сама. Го посетуваше болниот сосед. Им читаше приказни на децата од улицата кога надвор врнеше снег. И чудно, колку повеќе даваше добрина, толку повеќе чувствуваше мир. Кога дојде Божик, градската црква беше исполнета со тивка светлина од стотици свеќи. Луѓето стоја блиску еден до друг, додека хорот пееше: Христос се раѓа, славете го. Андреј стоеше во задниот дел на храмот и гледаше како светлината од кандилата блеска на иконите. Во тој миг почувствува дека Бог е близу, не во големи чуда или силни зборови, туку во малите дела на љубов, во тишината на молитвата и во топлината што луѓето си ја даваат еден на друг. По литургијата, кога излезе надвор, снегот се уште паѓаше мирно над градот. Тој го крена погледот кон темното зимско небо и тивко се насмевна. Некаде далеку, меѓу планините, сигурно повторно звонеше старото манастирско звоно. И во неговото срце, тој звук никогаш не престана. Пролетта пристигна тивко. Снегот почна да се топи по покривите, реките повторно зажубореа, а земјата мирисаше на дожд и нов живот. Во дворовите расцветаа првите јорговани и секое утро воздухот беше исполнет со писна на птици. Една рана сабота Андреј почувствува силна желба повторно да го посети манастирот. Нешто во неговото срце го повикуваше назад кон планините. Тргна пеш по старата патека што се виеше низ шумата. Сонцето нежно се пробиваше низ гранките,
а ветерот носеше мирис на бор и влажна трева. Додека чекореше, срцето му стануваше се полесно. Кога конечно стигна, манастирот изгледаше исто како што го паметеше. Тивок, бел и мирен под пролетното небо. Во дворот цветаа диви цвеќиња, а малото звоно тивко одекнуваше меѓу ридовите. Отец Павле седеше под старата круша. Кога го виде Андреј, се насмевна како да знаел дека ќе дојде. Добре дојде дома, чедо, рече Тивко. Андреј му ја бакна раката и седна до него. Некое време двајцата молчеа, но тоа не беше празна тишина, беше мирна, пријатна тишина, како молитва без зборови. Оче, рече Андреј по некое време, понекогаш се плашам дека повторно ќе го изгубам мирот. Старецот полека ја подигна чашата со чај и погледна кон планините. Мирот не е нешто што човек еднаш го наоѓа и за секогаш го задржува, рече. Тоа е како кандило. Ако не го чуваш со молитва, со трпение и со љубов, пламенот почнува да слабее. Потоа покажа кон малата црква. Но Господ секогаш повторно го пали. Таа вечер Андреј остана на вечерната служба. По храмот гореа само неколку свеќи. Монасите типко пееа, а темјано се издигаше кон старите фрески на светителите. Свети Боже, свети крепки, свети бесмртни, помилуј не. Гласовите беа меки и длабоки, како да доаѓа од самите планини. Андреј ги затвори очите. За прв пат по долго време не бараше ништо во молитвата. Не бараше одговори, ниту знаци. Само стоеше пред Бога во тишина. И токму таму, во таа тивка светлина на свеќите, почувствува нешто едноставно и длабоко. Дека никогаш не бил сам. Подоцна, кога ноќта се спушти над манастирот, отец Павле и Андреј излегоа надвор. Небото беше полно со звезди, а далечните шуми тивко шумолеа под ветерот. Погледни, рече старецот. Во далечината се гледаа мали светла од селските куќи, распрснати низ долината. Секое светло е нечија надеж, нечија молитва, нечија борба, рече тој. И Господ ги гледа сите. Андреј долго гледаше кон тие светла, нурнувајќи се целосно во тишината на планината. Се изгледаше така спокојно, тивко, мирно, вечно. Летото пристигна со долги златни утра и тивки вечери исполнети со мирис на трева и зрело жито. Планините околу манастирот беа зелени и живи, а реката под ридот светеше под сонцето како течно сребро. Андреј остана во манастирот подолго отколку што планираше. Деновите таму течеа спокојно и мирно. Наутро се будеше со звукот на звоното за утринска молитва. Потоа им помагаше на монасите во градината, собираше мед од старите кошници и носеше вода од планинскиот извор. Навечер, кога воздухот ќе заладеше, седеше со отец Павле под крушата. Една таква вечер
додека сонцето полека исчезнуваше зад ридовите, во манастирот пристигна мало девојче со својата мајка. Детето беше тивко и бледо, а во рацете цврсто држеше стара дрвена икона на Пресвета Богородица. Мајката со уморен глас им раскажа дека девојчето долго време било болно и дека често се плашело навечер. Не можело мирно да спие, а срцето й било полно со стравови што не знаела да ги објасни. Отец Павле клекна пред детето и нежно ја праша: "Како се викаш, ангелче?" "Елена," прошепоти девојчето. Старецот се насмевна. "Знаеш ли, Елена," рече тивко, "понекогаш кога човек се плаши, треба само да запали мало светло и да се сети дека Христос е блиску." Таа вечер, пред да си заминат, отец Павле и даде на Елена мало кандило од манастирот. "Пали го кога ќе ти биде тешко," и рече, "и кажи една кратка молитва: Господи Исусе Христе, помилуј ме." Елена внимателно го зеде кандилото како најголемо богатство. Неколку недели подоцна, мајката повторно дојде во манастирот. Но овој пат на лицето имаше мир. Елена повторно спие мирно, рече со насолзени очи. Секоја вечер го пали кандилото и се моли. Отец Павле само тивко кимна, како човек што одамна знае дека најголемите чуда доаѓаат тивко. Таа ноќ Андреј долго размислуваше за се што видел. "Оче," рече додека седеа под звезденото небо, "зошто најголемиот мир секогаш доаѓа во тишина?" Старецот погледна кон небото, каде што месечината нежно ги осветлуваше манастирските ѕидови. "Затоа што Бог најчесто зборува тивко," рече. "Светот вика, а Господ шепоти." Од далечната црква се слушна лесно пеење на монасите што ја започнуваа ноќната молитва. Ветерот минуваше низ дрвјата. Свеќите тивко трепереа зад прозорците. И целиот манастир изгледаше како мал остров на мирот среде големиот свет. Андреј ги затвори очите и почувствува како тишината повторно го исполнува неговото срце. Не како празнина, туку како присуство. Како некој невидливо да стои покрај него. А над манастирот, вечерниот ветер тивко минуваше низ боровите дрвја, како песна на мирот, што никогаш не згаснува. Есента повторно се врати во планините. Листовите на дрвјата полека стануваа златни и бакарни, а утрата беа свежи и исполнети со тивка магла. Манастирот изгледаше уште помирен во тие денови, како да дишеше заедно со шумата околу него. Андреј веќе не се чувствуваше како гостин таму. Научи како монасите тивко работаат без брзање. Научи дека и најмалото дело, да запалиш свеќа, да полееш цвеќе, да му дадеш чаша вода на уморен човек, може да стане молитва ако е направено со љубов. Отец Павле, иако веќе стар, се уште секој утро излегуваше под крушата со мала шолја топол чај. Очите му беа мирни и светли, а насмевката тивка како утринска молитва.
Една вечер, додека сонцето се губеше зад планините и небото стануваше розово и златно, Андреј седеше со него во дворот на манастирот. Од црквата тивко се слушаа монасите како пеат вечерна служба. Оче, рече Андреј, понекогаш мислам дека овде времето тече поинаку. Отец Павле се насмевна. Може би, рече, но знаеш што е тајната? Не е манастирот, туку мирот што човек го носи во срцето. Ветерот нежно ги придвижуваше гранките над нив. Светот секогаш ќе биде полн со грижи, продолжи старецот. Но човек што научил да се моли, да простува и да сака, веќе носи мало парче од Царството Божјо во себе. Андреј долго молчеше, впивајќи ги тие зборови. Следното утро во манастирот дојдоа луѓе од блиските села за мала есенска слава. Жените носеа топол леб, мед и грозје, а децата трчаа низ дворот смеејќи се. За прв пат по долго време, манастирот беше исполнет со гласови и радост. Монасите ги послужуваа гостите со чај и овошје, а старото звоно весело одекнуваше низ долината. Едно мало девојче му подаде на отец Павле венец од жолти лисја. За тебе, дедо оче, рече срамежливо. Старецот се насмеа толку сладко, што сите околу него се развеселија. Бог да те благослови, ангелче. Подоцна, додека сонцето заоѓаше, сите заедно ја пеа старата црковна химна, Светлино тивка. Гласовите се издигаа мирно кон вечерното небо, а воздухот мирисаше на темјан, есен и топол леб. Андреј стоеше во дворот и ги гледаше луѓето околу себе. Монасите, децата, старците, светлината од свеќите во прозорците на црквата. И тогаш разбра нешто едноставно, но длабоко. Радоста не е во големите нешта. Таа е во мирната молитва, во споделениот леб, во звукот на звоното, во доброто срце, во присуството на Бога меѓу луѓето. Кога ноќта се спушти над планините, манастирот повторно потона во тивок мир. Гледајќи кон звездите кои трепкаво блескаа над стариот манастир, отец Павле тивко рече: Секој ден е дар, Андреј. Ако човек научи да го гледа со благодарност, тогаш и најобичниот ден станува мал благослов. И додека последните светла во манастирот тивко се гаснеа, над планините останаа само блескавите звезди и бледата светлина на месечината. А мирната и длабока ноќ полека ја обви целата долина, како Господ да ја држеше во своите раце. Нека оваа приказна ви донесе душевен мир, топлина и тивка радост и нека ве поведе мисловно во пределите на лековитата тишина, во далечната планина, во спокојниот манастир, таму каде што Господ шепоти.